Каде се милионите од рекетот нема одговор. И поречиси 2 месеца од исплевување на аферата рекет на површина и отварање на случајот, се уште не се знае дали парите кои биле исплатени на осомничените Бојан Јовановски и Зоран Милевски, како што тврди обвинителството, се уште се чуваат некаде или пак се потрошени дома или во странство. Обвинителката Вилма Русковска вчера потврди дека финансиската истрага вродила со резултат, но не прецизираше каде е кешот. Јавноста досега знае за неколку трансфери на пари кои завршиле кај досега осомничените за рекет. Преку медиумите се обелодени како торбата Луи Витон полна со банкноти од по 50 евра ја изнесува Милевски кичеец од куќата на Камчев. 2 трансфера на пари беа поврзувани со невладината организација на Боки 13 кај Меѓународниот сојуз. Едниот од трансферите е оној на пензионерката Лиljana Тодоровска, чија идеја за изградба на центар за возрастни била пласирана преку невладината организација на Боки. Таа на сметката добила и подигнала 720.000 евра, а платила и персонален данок. Додека пак медиумите објавуваат дека 230.000 евра биле исплатени од стручката фирма Dream Building. Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски споменува многу поголема сума дека е исплатена во рекетот. Некаде пред 2 недели споменав дека вкупната сума на побарани и изрекетирани средства надминува 20 милиони евра. До сега никој ова не го демонтираше, што значи дека рекетиране повеќе од еден бизнисмен, рекетирани се многу бизнисмени и побарани се многу пари. Тоа е операција која што не може да ја завршат еден или двајца луѓе. Тоа е операција која што е добро осмислена од врвот на СДСМ, координирана лично од Зоран Заев и понатака управувана на целата држава. Затоа е потребна и кривична, но и политичка одговорност. Опозицијата цело време предупредува дека обвинителството намерно ја забавува истрагата. И според нив, во аферата рекет не се вклучени само Боки 13, Зоки Кичец и шефицата на СЈО Катица Јанева. Во обвинителството, иако притворен, се уште на распит не е повекан Бојан Јовановски, кој е прво осомничен во аферата. Обвинителката Русковска, која го води овој случај, не открива кога ќе го повека Боки 13 на распит, но вели дека истрагата за рекет е се уште отворена и најавува проширување со други осомничени.